Најави за настаните во денешниот дневник. Изложба на фотографии од најпреставителните единки на балканскиот рис отворена во културниот центар Култ во Охрид. Одржана последната седница на Советот на општина Охрид во овој состав. Учениците од Средното стручно училиште Ванчо Питошевски со победнички проект на Smart Balkans. Со повеќе резултати, а помалку изговори да го вратиме животот во Дебарца, порача на пресконференција кандидатот за градоначалник од ЛДП и коалицијата Даниел Огненовски. Проект за изградба на современо и еколошко пристаниште најави денеска кандидатот за советник од СДСМ и коалицијата Иван Димковски. За најавените и за останатите настани од денес ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Гледајте не. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло време со максимална дневна температура до 16 степени Целзиусови. Во вечерните часови во текот на ноќта, четврток кон петок, услови за врнежи од дожд. Во петок над Британските острови ќе се наоѓа центар на широко поле на висок воздушен притисок, кој што во најголем дел од Европа ќе условува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе биде ветровито и релативно топло со температури кои што се над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Во крајните источни и југоисточни предели, како и на југ од Скандинавија и на Пиринејскиот полуостров, нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и потопло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 17 до 24 степени. Во Македонија во петок постудено утро со пат на утринските температури кои што ќе се движат во интервал од 0 до 10 степени. Во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и потопло време со појава на локална облачност и со пораст на дневните температури. Ќе дува засилен северен и северозападен ветер. Максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 14 до 23 степени. Во Охрид во петок постуденото утро со температура од 5 степени, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 17 степени. Ќе дува до умерен североисточен ветер со брзина до 35 км на час. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно, ветровито и топло време со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, додека пак дневната ќе достигне до 16 степени. Во недела и понеделник, по свежото утро и температура од 4 степени, во текот на денот ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и максимални 17, односно 18 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со
Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бауцентар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМА. Изложба на фотографии од најпредставителните единки на балканскиот рис кои досега се фатени на камера. Од денеска е достапна за охридската јавност во културниот центар Култ. Селекцијата на фотографии е резултат на 17 години теренски истражувања на Македонското еколошко друштво во рамки на програмата за закрепнување на балканскиот рис. Денес во природата живеат едва и 50 на возрастни единки, поради што тој е вистинска природна реткост. Оваа изложба сведочи за значењето и итноста да се овозможи опстанок на ова животно, кое представува наш национален белег. Изложба на фотографии на уникатниот балкански рис од денеска е отворена за охридската јавност во културниот центар Култ. 21 фотографија од најпредставителните единки на ова ретко и таинствено животно содржи селекцијата создавана околу 17 години во рамки на програмата за закрепнување на балканскиот рис, која ја спроведува Македонското еколошко друштво. Фотографиите се направени со помош на фотозамки како најкористен метод за теренско истражување на притаени диви животни, а неколку се уловени со фотоапарат. Како критично загрозен подвид кој живее само во регионот на Западен Балкан со помалку од 50 возрастни единки во природата, балканскиот рис е под закана од загуба на живеалиштата, криволов и ниска генетска разновидност. Оваа изложба сведочи за значењето на балканскиот рис како незаменлив дел од природното наследство на регионот и ја истакнува итноста да му се овозможи опстанок во природата, велат од Македонското еколошко друштво. Рисот не сака многу вознемирување, така да голосечите, например, доста негативно влијаат на неговиот опстанок. Иако е строго заштитено животно, сепак постои криволов и бидејќи се работи за многу мала популација, секоја единка е значајна, што значи дека и една единка да биде убиена нелегално и тоа е голема штета. Меѓутоа, сега во последно време гледаме дека размножувањето во сродство е една сериозна закана за балканскиот рис
и работиме во најновата фаза од оваа програма да го обновиме генетскиот фонд на Балканскиот рис, тоа што би донеле нови единки за да се измеша крвта. Програмата за закрепнување на Балканскиот рис, која делува во рамки на Македонското еколошко друштво, започна во 2006 и следната година одбележува 2 децении постоење и посветена работа за систематско мониторирање на овој вид. Во Македонија би требало околу 40 на возрастни единки да има, на Балканот се не повеќе од 50. Тука во Националниот парк Галичица се моташе еден рис, меѓутоа тој отпатува на друга планина пред година дена. Дали се вратил тука не знаеме, работиме заедно со Националниот парк Галичица со методот на фотозамки за да го откриеме тоа. Главното подрачје на рисот е Националниот парк Маврово. Таму го има најмногу, меѓутоа и околу Националниот парк Маврово, Шара, ќе споменеме тука Буковиќ, биокоридорот, Јасен, заштитеното подрачје, Стово, Караалман, Јабланица, се главните планини каде што ова животно се среќава. Балканскиот рис е предатор без природни непријатели во животинскиот свет. Неговиот најголем непријател е човекот преку криволов или индиректно преку уништување на шумите. Македонското еколошко друштво спроведува едукација во училиштата пред се во Западна Македонија, каде животното е присутно, со цел да ја приближи до децата сета негова убавина, но и заканите по неговото исчезнување. Присутни сме и во медиумите, но и во училиштата, така што се почесто зборуваме за рисот и се почесто имаме некоја представа дека тие го поимаат рисот како некоја свое животно, како некоја национална гордост и се помалку гледаме случаи каде што има некои такви погрешни перцепции во смисла на тоа дека е крволочен звер, дека убива стока и мислам дека помалку ги рушиме тие митови, тие погрешни перцепции кај луѓето. Изложбата на Балканскиот рис во организација на Македонското еколошко друштво е патувачка и во Охрид во соработка со Културниот центар Култ и Националниот парк Галичица ќе биде отворена за разгледување до 21 октомври, а влезот е слободен. Денеска се одржа 63-та свечена седница на Советот на Општина Охрид, со што официјално беше заокружен мандатот на актуелниот советнички состав. Во своето обраќање, градоначалникот на Општина Охрид Кирил Пецаков изрази задоволство од соработката со Советот, нагласувајќи дека заеднички биле донесени многу значајни одлуки во интерес на Општината и нејзините граѓани. Тој им се заблагодари на сите советници за нивниот ангажман и посветеност. Зборувајќи пред присутните, благодарност за досегашната соработка искажа и председателот на Советот Перчо Божиновски, како и координаторката на советничката група на опозицијата Живка Ангелоска. Учениците од Средното стручно училиште Ванчо Питошевски од Охрид со победнички проект на повикот кој го спроведува Смарт Балканс. Учениците од Регионалниот центар за стручно образование и обука Ванчо Питошевски од Охрид под менторство на психологот Даница Скрческа и професорот Ристо Николевски се меѓу 5 одбрани тимови во рамки на повикот за сервис лернинг средношколски проекти, поддржан од проектот за зајакнување на капацитетите за одржлив развој кој го спроведува Смарт Балканс. Од бројните пристигнати апликации, токму проектот на Охридскиот тим беше издвоен како пример за иновативен пристап, општествена одговорност и практична примена на стручното образование. Тие ќе го реализираат проектот Оброк плюс заедничка активност Храна без отпад за сите, чија цел е да се намали отпадот од храна и да се помогне на ранливи категории во заедницата. Преку активности на учениците и наставниците ќе се подготвуваат здрави оброци од намирници, ќе се компостираат остатоци и ќе се организираат дружења со лицата на кои им е најпотребна поддршка, информираат од училиштето. Подобрување на условите за живот во Дебрца, отварање на нови работни места преку земјоделство и грантови, враќање на жителите кои се иселиле, развој на туризмот и поквалитетен живот на повозрасните жители, се дел од приоритетите на кандидатот за градоначалник на Општина Дебрца од ЛДП и коалицијата Искуство за успех Даниел Огненовски, кој денеска ги изнесе на пресконференција.
Даниел Огненовски, кандидат за градоначалник на општина Дебрца од ЛДП и коалицијата Искуство за успех, денеска на пресконференција порач дека доколку ја добие довербата на граѓаните, неговиот главен фокус ќе биде ставен на подобрување на условите за живот, развој на туризмот, отворање на нови работни места преку земјоделство и грантови и привлекување странски инвеститори. Од 8.000 жители во Дебрца моментално има околу 3.000, што е навистина поразителна бројка и тоа мора да се смени, потенцира Огненовски. Како советник во општина Дебрца во 3 мандати. Имам искуство, имам визија, имам проекти. Мислам дека знам да ја водам општина Дебрца во права насока. Клучно за општина Дебрца е прво да го вратиме населението кое во изминатива година-две се исели и смена лични карти во Охрид. Значи, ние имаме конкретни проекти кои треба да влијаат за тоа како ние треба да ги вратиме жителите во Дебрца. Планирам поддршка за реконструкција на секој дом во селот, во поселата во општина Дебрца кои се напуштени. Дебрца како рурална средина во изминативе години недоволно ги искористи европските фондови за развој на селата, земјоделството и малите бизниси, рече Огненовски. Според него главна пречка за тоа бил недостигот од планска документација, поради што многу жители не можеле да аплицираат за европски средства. Огненовски најави отворање на посебна канцеларија во општината за бесплатна помош на жителите, земјоделците и малите бизниси за аплицирање за грантови и европски фондови. Најави и проект за поквалитетен живот на повозрасните жители. Како приоритетен проект сакам старото училиште кое се наоѓа пред селото Сливово да го реконструирам и да го пренаменам во дом за стари лица. Како друг проект приоритетен сакам во општина Дебрца да воведам мобилна амбуланта и мобилна аптека. Со тоа секое село еднаш неделно ќе добива општа здравствена заштита и потребни лекови. Како трет проект сакам да ви соопштам дека сакам да го исчистам старото корито кое е оставено да се распаѓа во селото Слатино, значи Слатинското езеро, повторно да се врати во потребниот сјај, да се пушти во употреба браната и да се наполни. Програмата и ставовите сум спремен да ги бранам на дебата, истакна Огненовски, јавно ги покани своите против кандидати на соочување. Огненовски ги повика жителите на Дебрца за, како што рече, повеќе резултати, а помалку изговори да го поддржат на 19 октомври со заокружување на бројот 1 на гласачкото ливче за градоначалник и на советничката листа на ЛДП и коалицијата Искуство за успех со носителот Ромео Пецовски. Проект за изградба на современо и еколошки стандардизирано пристаниште во Охрид најави денеска на пресконференција кандидатот за советник од СДСМ и коалицијата Иван Димковски. Нашата цел е одржлив туризам што не ја загрозува животната средина, туку ја надоградува туристичката понуда и ја поддржува локалната економија, посочи Димковски и вети дека советниците од СДСМ ќе се борат овој проект да се реализира транспарентно, одговорно и во интерес на сите граѓани. Проектот ќе се реализира во корелација со општина Охрид, државните институции и приватниот сектор. Ќе се води особено внимание за локацијата да биде избрана во согласност со еколошките стандарди за заштита на природното и културно наследство, особено со стандардите за УНЕСКО. Ова пристаниште ќе обезбеди уреден, безбеден и функционален простор за пловните објекти, нови туристички содржини и услуги, можност за отворање на нови работни места, еколошки стандарди со систем за прочистување на води и користење на обновливи извори на енергија, комерцијални и угостителски капацитети достапни за локалното население и посетителите. Проектот ќе се реализира етапно. Прво ќе се изработат сите неопходни технички решенија и документација. Потоа ќе следи изградба на инфраструктурата, ќе се инсталираат еколошките системи и на крај ќе се уреди туристичката и комерцијалната зона и ќе започнат активности за промоција и пуштање во употреба. Оваа визија е спој помеѓу старото и новото, задржувајќи автентичноста на Охрид, силно ќе влијае на развојот и модернизацијата на туризмот.
Приведен грчки државјанин кој бил затекнат при продавање марихуана на зависници од Охрид. Во Куманово лишен од слобода бегалец од затвор. Спроведен е во затворот во Охрид за доиздржување на казната. Следува полицискиот билтен. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 31 годишно лице од Република Грција со привремено живеалиште во Охрид, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 215 од Кривичниот законник. По преземени мерки било утврдено дека тој набавувал и препродавал марихуана на зависници од Охрид, а бил затекнат од полициски службеници при достава, пошто бил лишен од слобода. На 9 октомври 2025 година во 1 часот и 30 минути во Куманово полициски службеници од СВР Куманово лишиле 20 годишник од Струга кој бил баран по централна потерница врз основа на судска наредба поради бегство од затвор. Тој бил осуден на 1 година и 10 месеци за сторено кривично дело тешка кражба по член 236 од Кривичниот законник, а имал за доиздржување 1 година од казната. Лицето е спроведено во казнено-поправната установа затвор Охрид за доиздржување на казната. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен ден.